Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани земјоделци. Морам на почетокот да напоменам дека всушност преку овие законски измени на базата, на фундаментот или на столбот на македонското земјоделство, а тоа е Законот за земјоделство и рурален развој, се врши една измена со која што повторно по не знам кој пат владата ја потврдува својата грижа, вниманието кон земјоделците, особено кон најранливата категорија на земјоделци, а тоа се тутунопроизводителите. Имено станува збор дека врз основа на информација од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое што се има разгледувано на седница на владата на Република Македонија, а тоа е за состојбите со продадените количини суров тутун по типови и класи, откупни цени, број на тутунопроизводители, број на склучени договори и анализа на откупните цени од производниот регион на општина Радовиш и Конче, значи во Јакачкиот регион, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е задолжено да ја изготви измената, односно предлог законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, со дополнување со само еден член 99.а, во кој што владата се предвидува дека владата може да донесе одлука за дополнителна помош како мерка за исплата на одреден земјоделски производ, чиј износ не може да изнесува повеќе од просечната цена за откуп за тој производ во производниот регион по единица мерка. Понатаму средствата за дополнителната помош може да се неповратни или повратни и да се враќаат најдоцна во рок од 3 години од денот на нивната исплата. Во одлуката ќе се утврди видот на земјоделскиот производ, висината на дополнителната помош за тој производ согласно критериумите утврдени претходно во самиот закон, како и начинот за утврдување на износот и рокот за враќање на исплатените средства за дополнителна помош и конечно дополнителната помош од оваа измена ќе се исплаќа преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како мерка која што е предвидена во годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството. Да напоменам дека станува збор за износ од 46 милиони денари, кои што од последна ставка ќе се прераспределат по програмата на Агенцијата за финансиска поддршка, односно во програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Ќе повторам уште еднаш дека владата навистина го има чувството за проблемите со кои што се студираат земјоделците. Законот кој што е предложен е тесно поврзан со законот за тутун, во кој што на најдиректен начин се врши прецизно утврдување на начинот, динамиката и условите кои што претходно треба да ги исполнат откупните компании кои што го вршат откупот на ситнолистниот ориентален тутун, во случајов од типот јака, затоа што пред се во Јакачкиот регион се произведува најмногу или 90%, може би и повеќе, од овој тип на тутун. Сакам да напоменам дека во минатата годишната реколта имавме критична ситуација со кој што Министерството, односно владата, на ефикасен начин се справија со сите предизвици и проблеми кои што се однесуваат за откупена количина на тутун, но не исплатена од страна на лиценциран откупувач, и токму од тие причини заради обврските кои што државата врз основа на законот за тутун ги има, излегува во пресред на проблемите, односно на барањата на тутунопроизводителите, ќе повторам како една најранлива категорија на земјоделски производители, за да им се искомпензира штетата која што имаат претрпено по основ на еден неодговорен, би рекол, откупувач кој што се занимавал со оваа дејност. Следи судско разрешување на целиот проблем, но сакам да напоменам дека откупениот тутун е сега во собственост на државата и по тој основ државата излегува во пресред на барањата на самите земјоделци.
Не мора да се напомене покрај сите чекори и мерки и сите политики кои што ги има развиено владата во изминатите 7-8 години во полза на македонското земјоделство, дека ова станува уште една потврда дека тоа е навистина така и дека навистина се цени земјоделскиот труд. Патем да ме напоменам дека нема ни месец дена каде кој што во ова собрание токму беше изгласан и измената на законот за тутун и тутунски производи, во кој што можете прецизно се поставија сите услови кои што треба да ги исполнат од купувачките компании. Од обезбедување на банкарска гаранција, од обезбедување на посебна жиросметка наменска на која што ќе се чуваат средствата предвидени за откуп на одредена количина која што е веќе претходно договорена со тутунопроизводителите и конечно со депонирање на нотарски заверена изјава дека под морална и кривична одговорност се гарантира дека секој килограм, секој лист тутун кој што ќе биде откупен од страна од купувачите навистина и ќе биде платен. Еден елемент кој што недостасуваше во целиот тој систем на покривање на ризикот да се исклучи од кај самите тутунопроизводители е токму ова измена. Да напоменам дека државната помош е пракса во високо развиените и добро организираните земјоделски држави членки на Европската Унија и како таков пример ние и го имплементираме во нашиот закон за земјоделство и рурален развој. Од тие причини сметам дека собранието треба да даде на поддршка на изгласување на овој закон, заради тоа што е пред се во интерес на македонските земјоделци и на македонското земјоделство. Благодарам.